Благодарам. Почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Почитувани граѓани, им благодарам на представниците на сите партии од нашата коалиција кои се одзваа на мојата покана да денес поразговараме за најважниот и најголем проблем, а тоа е тајниот договор за мигранти на оваа влада со Велика Британија. Разговаравме за сериозноста на состојбата со која сме соочени и при тоа секој од нив даде свое мислење. Сите учесници се согласија дека е огромна опасност за Македонија да се вовлечеме во еден таков модел со кој што мигранти ќе доаѓаат во нашата земја. Еве гледаме дека први мигранти веќе доаѓаат во Косово и во Албанија. Јас сум задоволен и благодарен што сите ја поддржаа предлог резолуцијата за прекинување на овој процес на примање на мигранти и секако дадоа и своји конструктивни предлози. На сите име позадината кристално јасна. Ние сме решени заедно да се бориме. И ова е силна порака која сме заедно, можеме многу повеќе, и тоа е многу охрабрувачки, поради тоа што резолуцијата не е партиско решение, ниту предлог, тука се работи за државничко и граѓанско прашање. Ова е практично договор со народот на Македонија. Резолуцијата јасно и недвосмислено треба да гарантира дека во Македонија нема да се прифатат мигранти како резултат или како дел од било какви тајни договори, разговори, пакети или условени кредити. Уште еднаш ги повикувам ВМРО ДПМН, премиерот Мицкоски да не молчат, да одговорат на нашите повици, заеднички да подпишеме оваа резолуција и да ја поднесеме и да изгласаме во собранието. Само така ќе бидеме сигурни дека мигранти за пари во Македонија нема да има. Политичката и општествена организација и акција која што ја започнавме продолжува и понатаму. Оваа платформа ќе се шири со представници на граѓанскиот сектор, на младите, на синдикатите, на сите демократски сили, на студентите, со една единствена цел – одбрана на државата, на демократијата и на безбедноста на граѓаните. Ви благодарам.